Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Третиот идол од балканските простори, прв, број еден и единствен, никогаш нема да има таков Здравко Чолич. Чолич? Никогаш нема да има таква харизма. Си бил во контакт? Тоа е исто една од моите најголеми успеси, да ги кажам, во кариерата. За Драган и за Џафер се знаеме лично, се е убаво. Јас од Чолич сум имал како многу млад, како тинејџер, сум имал постери цела соба. Так. Значи ми бил буквално идол. И пред, не знам, повеќе, многу години, во Охрид, нешто тука Џаро имаше умешано прсти, го донесе, ќе дојдеме на ручек, ќе седнеме во Охрид на езеро и ќе го донесем Чолич. Човече. Јас седам на маса, ќе спремаме ручек, мислам, ќе седиме на ручек, доаѓа Џаро, доаѓа Здравко Чолич. И јас сега нормално ми приоѓа, јако војник пред генерал, така станувам. Викам... Господинот Чолич. Не, викам, здраво, драго ми е, јас сум Дарио. И пази сега, он ми вика, Здравко Чолич, мене. Аха, вика, добро. Ма дај, друже, нема проблема, па знамо се. Знаш оно, мајко моја, роди ме. Значи, поголема награда. Полна душа. Сите награди, сите први места, сите хитови, сите златни, сребрени, бронзани статуи не вредат колку тој комплимент. Чолич ја сака нека биде што биде, а? Демек нема потреба да се упознаваме, се знаеме. Прејако. Значи тоа е за мене, тоа е едно страхопоштовање према една величина што сум го имал јас и тоа што сум го доживел и ден денеска ми е мерак и Да. бев одушевен. Мислам, се дружевме тамо цел тој ручек. Нормално, како и сите, фантастична дружба, спонтаност. Предобар човек. Да. Мене кога ме прашуваат полно луѓе, знаеш, кој ти вака така, секогаш го одвојувам како Он е класичен босанец, душа, срце. Човек во секоја смисла на зборот. Значи па нула комплекс, нула его, нула некој си нема потреба, види. Лажење некако. Знаеш, со текот на годините сите ќе научат дека нема потреба од толку фолирање, од лажни гламури, од лажни сјајови. Зашто? Така. Значи, што си поголем, толку си поедноставен Тешко и правило. поприземен.